Сточари од Свети Николско губат стотици евра дневно поради исклучена струја. Нивните куќи и фарми се надвор од градот и со струја се снабдуваат преку трансформатор, но светилките на нив не им светат повеќе од една недела. Ние ги имаме сите обврски обавени, сите, ние сме негде околу 30-40 члена, у тоа сите ги имаме парите уплатено, а Сдружението нема платено према ЕВАНа. Редовно платена сметка, такса редовно, се немаме струја. Овие луѓе со струја се снабдуваат преку трансформатор, собственост на невладина организација, на чии претседател тие и давале пари за потрошените киловати, но од ЕВАНа ги информирале дека имаат долг од 56.000 денари. Виновен е Драган. Друг кој ќе биде? Земал парите, збрал, мене ми треба парите днеска. Па што мене интересира да имате ли струја, немате ли струја вие? Ги добиваме од претседателот на Сдружението. Во сметките нема назначено ни колку киловата трошимо, ни по која цена ја плаќаме. Само имаме вкупната сума, која он како му одговара, така ја напише таа сума. Во овој дел има една голема и неколку помали фарми, кои се единствен извор на екзистенција на 30 на семејства, па исклучената струја на нив им прави големи проблеми. Трпе работата. Што да правам? Дојдам тука, прошетам, отидам си долу. И работа остане незавршена. Алувачки големи. Нема од каде да се напојат. Кога бунарите немат струја, не може да црпеме. Со кола црпеме вода, од реката црпеме, носам со кола. Млекарите кои го зимаат од мене млекото може да кажат колку зимаа за време кога имаше струја, а колку сега зимат. Напола е намалено. Инаку, трафостаницата своевремено ја градало водостопанство. Истата ја преостапило на општината, а таа на невладината организација, формирана од самите жители. Според објаснувањето што го добиле од претседателот на невладината, долгот бил 23.000 денари, но собствениците на фарми платиле само 16.000, недоволно за да се плати сметката. Сепак, тој одбил да им даде детален отчет за тоа кој и колку должи и колку киловати се потрошени, како што го одбил и предлогот за негова смена. Работите сега веројатно ќе се решаваат на суд, а во меѓувреме фармерите ќе мора да се справуваат со последиците од сегашниот спор. Ќе ви кажам, тоа е најмал проблем.